Обвинителството побара доживотен затвор за Јупчо Палевски Палчо и неговите соработници Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кешишев за грабнување и убиство на Панче Жежовски и 14-годишната Вања Ѓорчевска. Во завршните зборови, обвинителката нагласи дека сите обвинети имале можност да ја спречат трагедијата, но одлучиле да го следат планот до крај. За таткото на Вања, Александар Ѓорчевски, кој според обвинението учествувал во организирање на киднапирањето на својата ќерка, обвинителството побара соодветна казна, но не и доживотен затвор. Мајката на Вања и ќерките на Панче се приклучија кон кривичниот прогон и побараа одштета за душевна болка. Царинската управа до мај годинава наплатила вкупно 847,6 милиони евра приходи, што е за 38,6 милиони евра повеќе во споредба со истиот период лани. Директорот Бобан Николовски изјави дека растот најмногу се должи на зголемен увоз на автомобили и тутунски производи, како и на засилените контроли и кривични пријави против злоупотреби со увоз на користени возила. Само во мај, царината наплатила 177,3 милиони евра, за 7,3% повеќе од истиот месец во 2024 година. Приходите од увоз на возила достигнале 82 милиони евра, додека од тутунски производи биле наплатени 70 милиони евра. Николовски нагласи дека ваквите резултати се директен ефект на зголемената транспарентност, ефикасност и контрола. Српскиот председател Александар Вучич беше единствениот лидер кој не ја потпиша заедничката декларација за поддршка на Украина на самитот Украина, Југоисточна Европа во Одеса. Лидерите од регионот со декларацијата побараа засилена меѓународна поддршка за Украина и продолжување на санкциите кон Русија. Вучич изјави дека Србија се воздржала од потпис заради одржување на својата независна и избалансирана надворешна политика. Нагласи дека не ја предале Русија, туку останале доследни на националните интереси. Ова беше прво негово присуство во Украина од почетокот на руската инвазија. Европската унија се соочува со демографска криза. Во 2023 година се родиле 3,67 милиони деца, најмалку од 1961 година. Со стапка на фертилитет од 1,38 деца по жена, далеку под потребните 2,1. Истовремено, старосниот коефициент на зависност достигна 33,9%, со највисоки вредности во Италија и Португалија. Причините вклучуваат одложено мајчинство, економска несигурност и ограничени семејни политики во јужните земји. Имиграцијата се издвојува како неопходно решение за одржување на работната сила. Во 2022 година, 5,1 милиони имигранти дошле во ЕУ, од кои 1,6 милиони само во Германија. Иако имигрантките имаат повисок наталитет, политичкиот отпор кон имиграцијата расте, поттикнат од страв за националниот идентитет и економската конкуренција. Евростат и ОЕЦ предупредуваат дека ако трендовите продолжат, до 2050 година ЕУ би можела да се соочи со финансиски колапс на пензиските системи и сериозни социјални тензии.